Па ја потенциравме праксата на Европскиот суд за човекови права, а знаеме дека скоро сите предмети кои се пратени пред Европскиот суд за човекови права од Македонија се изгубени, дека обвинителството треба да понуди конкретни докази, конкретни факти, врз основа на кои околности они го докажуваат намерата за бегство или за да се повтори делото. Се разбира, делото кое му се става на тоа е дека како на директор на УБК организирал група која го сторила кривичното дело. Сепак господинот Владко Атанасовски веќе година и пол не е директор на ДВК и за доколку превзел некои дејства во овие година и пол дена, тој би ги превзел, би се дал во бегство и би влијал на сведоци. Се разбира, тој тоа не го направил, така да безпредметно е барањето за притвор. Како ја коментирате новата истрага која што е оформена од страна на обвинителството за организиран криминал? До сега тој не беше метнат во ова кривично дело кое што е злосторничко здружување, односно терористичко загрозување на уставниот поредок, а ова е некое друго дело. Друго дело е не. Става него во организаторите кои што јавноста постојано ги бара да ги види кои се. За жал ние уште не го имаме добиено, немаме добиено наредбата за истрага, не можеме точно да видиме за што се работи. Предпоставуваме само дека се работи врз основа на вчерашното сведочење на двајца, уствари не сведочење него бранење, така да сметаме дека обвинителството прави една голема грешка приклонувајќи им верба на луѓе кои се соочуваат со доживотен затвор и би кажале се за да го избегнат тој доживотен затвор.